Реалистичката теорија, освен што тргнува од таа основна предпоставка дека човековата природа е лоша и егоистична, една константа во оваа теорија е исто така и безбедносната дилема. Безбедносната дилема која што Хобс ја препознал во природната состојба на човекот, а која што понатаму со формирањето на Левијатанот се пренесува врз државите. И во суштина непостоењето на еден Левијатан на меѓународна сцена ги остава државите да екзистираат понатаму во природна состојба, односно да бидат во ставови на гладиатори насочени со копијата едни против други. Во едно анархично меѓународно општество во кое што не постои централна власт која што ќе се наметне врз државите, секоја држава е оставена самата на себе си. Односно секоја држава треба да се грижи за својата безбедност и може да ги користи сите средства кои што ги има на располагање за да ја оствари својата безбедност во меѓународните односи. И она што исто така треба да го имаме во предвид е дека реалистите постојано потенцираат дека меѓународната политика е политика на моќ. Во меѓународното општество, кое што, како што реков, е анархично, државите се правно еднакви, меѓутоа се фактички нееднакви. И покрај тоа што не постои една централна власт, постои хиерархија на моќ, која што значи дека способноста која што ја има државата во суштина ја одредува незината слобода на действување на меѓународна сцена. Од друга страна, за разлика од реалистите, представниците на либералистичката теорија се фокусираат најмногу на прогресот. Прогресот, модернизацијата на државите на меѓународна сцена, меѓутоа во крајна линија прогресот во секој случај прогрес пред се за индивидуата. И токму поради тоа го потенцираат тој момент, позитивниот нивни приод кон човековата природа, вербата во соработка, која што значи намалување на конфликтите на меѓународна сцена и значењето на меѓународните организации кои што се формираат засилено после крајот на Втората светска војна и кои што придонесуваат според нив во одржување на светскиот мир и кои што придонесуваат според нив во фактички во градење на една поголема благосостојба на меѓународна сцена.